ВМРО ДПМН има стабилна предност пред СДСМ, според анкетата на Институтот за политички истражувања ИПИС. Имено анкетираните граѓани на прашањето за која партија би гласале, дури 24,1% одговориле дека тоа би го направиле за ВМРО ДПМН, додека 21,5% тоа би го сториле за СДСМ. Во емисијата Објектив во четврток во 20 часот и 15 минути на МТВ1 по повод актуелната тема парламентарни избори во државата ќе бидат објавени целосните истражувања околу предизборниот рейтинг на политичките партии по објавувањето на коалициите, кои ги изврши Институтот за политички истражувања. За разлика од ТИПИС, Институтот ИРИ измерува речиси изедначена популарност на двете партии. Според нивната анкета, СДСМ има 17% доверба кај испитаниците, а ВМРО ДПМН 16%. Но она што остава впечаток е дека што овие резултати покажуваат дека за 2 години СДСМ изгубила дури 20% од поддршката. Во истата анкета, мнозинство испитаници или 54% сметаат дека Зоран Заев не заслужува нов мандат, додека пак 31% сметаат дека тој добро си ја вршил работата и заслужува уште 4 години да ја води владата. Истражувањата на ИРИ покажуваат дека сериозно се зголемил процентот на испитаниците кои сметаат дека државата оди во погрешна насока. Ако пред 2 години така мислеле 30% од анкетираните, денес дури 43% сметаат дека тоа е така. Високи 58% од испитаниците рекле дека економската ситуација во нивното семејство е непроменета во споредба со претходната година, додека 22% кои рекле дека е многу лошо или нешто подобрена. 44% сметаа дека економијата во следните 2 години ќе остане иста, додека 24 веруваат дека ќе се подобри, наспроти 22 кои се песимисти и веруваат дека ќе се влоши. Најважен проблем со кој се соочува Македонија е невработеноста, односно така е за 19%. Економската ситуација е на второ место со 14% испитаници. Нискиот животен стандард е проблем за 10% од граѓаните, а интеграцијата во Европската унија е најважен проблем за само 3% од граѓаните.